Ова се настаните од денес. Се работи официјалниот извештај за материјалните штети предизвикани од пожарите што ја зафатија Галичица. Лани куќата на Робевци ја посетиле 6000 странски и само 1550 домашни туристи. Проблемот со образовните асистенти ќе се решава системски, посочи министерката Јаневска. 36-тите Охридски староградски средби ќе се одржат во петок, 13 септември, на платото пред Центарот за култура. Најмалку 40 луѓе загинале, а 60 се повредени во воздушен напад во хуманитарна зона во појасот Газа. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 19 степени Целзиусови. Во среда во западна, централна, северна и североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и на југоисток од Балканскиот полуостров и на север од Апенинскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно ведро време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во источните и југоисточните предели се услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 28 степени. Во Македонија во раните утрински часови врнежите од дожд ќе престанат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен северен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро и утринска температура од 12 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 20 степени. Во петок и сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и свежо време. Минималната температура од 15, односно 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Се уште нема официјален извештај колкави се материјалните штети од пожарите во Националниот парк Галичица. Но според еколозите, штетите врз животната средина се далекусежни. Потребна е сериозна подготовка за справување со климатските промени, поголема грижа од страна на државата за заштита на шумите, како и почесто пошумување. Се работи официјалниот извештај за материјалните штети предизвикани од пожарите што во месец август го зафатија Националниот парк Галичица. Според првичните анализи изгореа околу 6500 хектари шумска вегетација, од нив 1800 хектари на македонска страна. Поголемиот дел се тревни површини, пасишта и смрека, а мал дел од дабовата и буковата шума. Според експертите, потребна е поголема државна поддршка и финансиска помош за заштита на биодиверзитетот. Ако сакаме квалитетна заштита на природата, државата мора да ги превземе своите обврски. Овој начин на долг рок е неодржлив и ние ќе изгубиме и делови од биолошката разновидност и ќе изгубиме делови од државата во кои сме обезбедиле заштита на видовите и заштита на природните процеси. Колкави се материјалните штети од пожарите во Националниот парк Галичица нема точни бројки, но според еколозите далекосежни последици ќе има врз животната средина. Намалениот шумски фонд ги нарушува еколошките услови, штети има врз растителниот и животинскиот свет, а може да дојде и до зголемен интензитет на ерозија и создавање на поројни водотеци. Го прочистуваат воздухот, шумите нарушували се биолошки и механички. Исто така шумите се задржуваат водата, да имаме вода, активни извори во подземни води и за екосистемите да бидат полни. Ако шумите се уништени, тоа нормално ќе се деградира и ќе имаме проблеми со снабдувањето на вода и за пиење и за вода за реките и за езерата. Потребна е сериозна подготовка за справување со климатските промени, поголема грижа и заштита на шумите и почесто пошумување. Екоакција за чиста Галичица за подобра еколошка едукација на нашите деца во четврток 12 септември. Екоакција за чиста Галичица ќе се реализира во четврток 12 септември во рамки на која ќе бидат опфатени едукативната патека Галичица на дланка и зелената училница. Ајде да ја промениме лошата слика во Националниот парк Галичица. Едукативната патека Галичица на дланка и зелената училница да ги направиме повторно чисто место каде што ќе се едуцираат нашите деца, порачуваат од Националниот парк Галичица. Збирното место за сите заинтересирани да се вклучат во акцијата е инфоцентарот на Националниот парк Галичица на 12 септември во 9 часот. Странските туристи покажуваат поголем интерес за посета на музеите во Охрид од домашните туристи. Лани куќата на Робевци ја посетиле 6000 странци, а само 1550 домашни гости.
Голем број посетители се запознаа со богатото културно-историско и национално наследство. Најголем интерес за музеите има кај странските туристи. Лани куќата на Робевци ја посетиле 6000 странци, а само 1550 домашни гости. Во Охридската резиденција гостите имаат можност да прошетаат низ вековите, да го видат археолошкото наследство, а најголем интерес има за златната соба. Златната посмртна маска, откриена во 2002 година на локалитетот Горна Порта во Охрид, која е извесен магнет за туристите. Но секако музеот поседува, како што рековте, многу богата збирка со етнографска и археолошка збирка. Во етнографската се издвојува и спомен поставката за фамилијата Робевци и дрворезбите изложени на последниот кат од најпрочените охридски мајстори резбари од некогашната Охридска резбарска школа. Така што има доста што да се види во Охридскиот музеј, куќата на Робевци, и посетителите поблиску, поинтимно да се запознаат со богатата охридска и македонска култура и традиција. Забележителна посетеност има и во Охридската галерија на икони, која покрај Синајската, Светогорската и Руската се смета за една од највредните и најзначајните колекции на икони во светот. Туристите се воодушевуваат. Били сме у музеju, феномен. Бевме во музеот, феноменално е. Не знам што од што е поубаво. Историјата Охридската резбарска школа значи неверојатно е. It's my first time here, yes. Прв пат сум овде. Ова е прекрасен музеј. Ми се допаѓа археологијата, а стариот мебел е преубав. I'm fascinated about the Macedonian culture. Фасцинирана сум од богатата македонска култура. Се трудам да ја запознаам вашата култура. Вие сте мала земја, но само доколку човек е овде преку локалните жители, може навистина да ја доживее културата. Во музеот куќата на Робевци посетителите може одблизу да го доживеат животот на ова семејство. Музејската поставка постојано се збогатува и преку донации и преку откуп. Делегација на општина Охрид на работна посета во Шведска. Целта на посетата беше да се пренесат искуства при спроведување на одржливи практики за управување со отпад, вклучително и ефективно собирање, рециклирање и повторно користење на отпадот преку воспоставените системи и практики кои се покажаа успешни во шведските општини и региони. Секретарот на општина Охрид Александар Китевски, директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Сашо Најдески и раководителката на одделението за управување со отпад и регионални депонии Вера Рауник беа во работна посета на Кралството Шведска во Стокхолм и Јевле во рамки на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво. Општина Охрид е една од 6 општини во двата региони кои работат на проектот за одржливо управување со отпад, финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, а имплементиран од Шведската асоциација на локални власти и региони. Целта на посетата беше да се пренесат искуства при спроведување на одржливи практики за управување со отпад, вклучително и ефективно собирање, рециклирање и повторно користење на отпадот преку воспоставените системи и практики кои се покажаа успешни во шведските општини и региони. Учесниците беа запознаени со потребата од заедничко надминување на предизвиците поврзани со регионалната и меѓуопштинската соработка во регионот за управување со отпадот преку подигање на свеста на граѓаните за одржливо управување со отпад, ефикасна организација, планирање и структура на работата на локално ниво, подобрена комуникација и промени во однесувањето што ќе придонесе за пониски инвестициски и тековни трошоци и секако заштита на животната средина. Во предвидените активности беше реализирана посета на фабриката Екогаз, која е во доминантна сопственост на општините и во која се третира органскиот отпад, односно се произведува газ за возилата за подигање и транспортирање на отпад и јавниот превоз. Се презентираше станицата за рециклирање како и начинот на организација на собирање на отпадот. На работната посета во Шведска беа и представници од останатите учесници на проектот од југозападниот и пелагонискиот регион, информираат од локалната. 36-тите Охридски староградски средби ќе се одржат во петок на 13 септември. Програмскиот квалитет на фестивалот значи вредносно продолжување на традициите што датираат од пред неколку века.
36-тото издание на Охридски староградски средби ќе се одржи во петок на 13 септември 2024 година на платото пред Националната установа Центар за култура Григор Парличе во Охрид со почеток во 19 часот. Влезот е слободен. На годинешните староградски средби ќе настапат градскиот хор Вокслих Нидос од Охрид, градски хор од Штип, вокален октет Прилеп, ансамбл Вања Лазарова од Скопје, пеачка група Гевгелија, Гердан од Штип и културно-уметничкото друштво Далги при Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца. Програмски квалитет што значи вредносно продолжување на традициите што датираат од пред неколку века. Ова е придонес во незаборавот на старите автентични песни, на враќање во богатата градска ризница на традициите од минатите векови, порачуваат организаторите. Дел од образовните асистенти денеска почнаа со работа во основните училишта. Министерката за образование и наука Весна Јаневска посочи дека проблемот со образовните асистенти ќе се решава системски. Проблемот на образовните асистенти, односно нивното присуство во училиштата, системски ќе се решава. Во новиот закон за основно, средно и средно стручно образование ќе биде определен рок во кој треба да биде завршена целата постапка, соопшти денеска Министерката за образование Весна Јаневска. Голема новина е што обезбедуваме образовни асистенти и за средните училишта, што досега не беше случај. Она што сметам дека е важно, асистентите да го следат ученикот во неговиот целообразовен процес, освен ако асистентот не одлучи да се исклучи од овој процес или на инсистирање на родителите дека нивното дете може да постигне подобар успех со друг асистент, бидејќи понекогаш е неопходна промена на асистентот. Значи целиот процес ќе го решиме системски, за во иднина да немаме проблеми, рече Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа очекува образовни асистенти во средните училишта да има најрано во јануари 2025 година. Годинава бројот на образовни асистенти во основните училишта е значително поголем за разлика од претходните години. Ако има потреба, зависно од барањата на родителите, следната учебна година ќе ангажираме уште поголем број, изјави претходно Министерката за образование и наука. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 40 луѓе загинале, а повеќе од 60 се повредени во воздушен напад во хуманитарна зона во појасот Газа. Повредените биле префрлени во болници, а спасувачките тимови трагаат по 15 исчезнати во нападот. Израелските воздухопловни сили соопштиле дека цел на нападот бил команден центар кој бил сместен во хуманитарна зона во појасот Газа. Хамас пак на онлайн сервисот Телеграм објавил дека нема борци во нападнатата област и дека тврдењето на израелската армија е безобразна лага. Директорот за снабдување во цивилната одбрана во Газа соопштил дека биле погодени шатори во кои биле сместени внатрешно раселените лица и дека цели семејства исчезнале во масакрот. Во Велика Британија денеска предвремено ќе бидат ослободени 1750 затвореници согласно планот за итни случаи на Министерството за правда за олеснување на кризата со пренатрупаност во затворите која се влоши по летните немири. Минатата недела бројот на затвореници во Велика Британија достигнал рекордно ниво од повеќе од 88.500 затвореници. Според планот за вонредни ситуации објавен во јули оваа година, прекршителите кои служуваат затворска казна помала од 5 години ќе бидат ослободени откако ќе одлежат 40% од времето во затвор, наместо вообичаените 50%. Планот ги исклучува престапниците осудени на затвор за населни кривични дела со казни од најмалку 4 години, како и сексуалните престапници и домашните насилници. Помилувањето не значи целосно ослободување на затворениците, туку прекршителите ќе бидат предмет на ограничување до крајот на казната, вклучувајќи полициски час и означување и ќе бидат надгледувани од службеници за условна казна. Започна вежбите на руската морнарица Океан 2024. На нив ќе учествуваат 400 воени бродови, подморници и помошни пловила, соопштило Руското министерство за одбрана. Маневрите ќе се одвиваат во водите на Тихиот и Арктичкиот океан и во Средоземното, Каспиското и Балтичкото море. Во вежбите ќе учествуваат и повеќе од 120 авиони и хеликоптери на воената авиација, на морнарицата и воздухопловните сили, а ќе бидат вклучени околу 7000 парчиња оружје, воена и специјална опрема, како и повеќе од 90.000 луѓе. Стратешката командно-штабна вежба Океан 2024 ќе трае до 16 септември.
90 минути за Камала Харис и Доналд Трамп на вечерашната дебата во Филаделфија на ABC News. Анкетите на јавното мислење на национално ниво покажуваат дека рейтингот на кандидатите е речиси изедначен и дека овие ќе бидат најнеизвестните избори досега. Можеби вечерашната дебата ќе биде клучна за американците да се определат за еден од двајцата кандидати на престојните претседателски избори на 5 ноември. Аналитичарите велат дека Камала Харис е многу вешта во дебатите, но и дека Доналд Трамп покажал дека е тежок ривал. Како што пишува Гласот на Америка, дебатата ќе биде прва средба на двајцата кандидати, бидејќи тие никогаш не се сретнале ниту пак разговарале на телефон. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!